Генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев во посета на Кочани како дел, односно продолжување на активноста што ја започна пред неколку месеци, работни средбини из Македонија и континуирани посети на општинските и местните комитети на партијата, како и средби со граѓани, обидувајќи се, како што рече, да им го објаснат на граѓаните договорот кој што го потпиша владата предводена од Зоран Заев и штетните последици кои произлегуваат од него. Неколку работи се интересни од тоа што го добиваме како информација од граѓаните, а пред се дека освен штетните последици од договорот, дека граѓаните исто така се многу заинтересирани да разговарат и за реалните проблеми кои што ги тиштат. Секојдневието, тешката живеачка кои што ја имаат, сите криминали кои што ги гледаат од страна на власта. Она што е исто така интересно е две, односно три работи поврзани со штетниот договор. Интересно е доста она што Заев бега од дебата, а во изминатите неколку години цело време слушавме како бараше да има дебата, како бараше да има разговори, како бараше да има соочувања пред се на лидерите на политичките партии, а во овој момент кога доби отворен повик од претседателот Мицковски, истиот бега и не сака да прифати дебатата. Сега тука прашањето главно кое што се наметнува е зошто не сака да прифати дебатата. Не сака да прифати дебатата бидејќи нема одговор на сите оние штетни последици кои што како партија, како ВМРО ДПМН ги нотираме пред сите граѓани во Република Македонија. Губењето на идентитетот, губењето на институционалниот идентитет, промената на сите идентитетски одредници, фамозниот член 8 и се она што во многу наврати сме го зборувале како огромни, штетни и непоправливи последици кои што ќе предизвикаат сериозна криза и сериозни проблеми во нашата држава. Вториот сегмент кој е доста интересен се однесува на видеото кој што го видовме пред некој ден од говорот на Заев, а се однесува на овака буквално нудење на подкуп преку приватните фирми до гласачите. Па веќе упатиме едно прашање, зошто доколку ако се сигурни како што тврдат дека ќе имаат успешен референдум, е потребно да ги подкупуваат гласачите и тоа така јавно и недвосмислено да го говори токму премиерот на една држава за која што барем тој како што вели треба да биде европска држава, да биде држава која што се темели, која што се базира на европските вредности. Исто така е доста интересно дали јавното обвинителство конечно ќе се одважи да постапува по односно овој предмет, каде што јасно, недвосмислено, прецизно и концизно го слушнавме Заев, значи како повикува буквално сите фирми да понудат подкуп за со тоа да ги мотивираат граѓаните да излезат на овој референдум. Јанушев од Кочани порача дека како ВМРО ДПМН не се плашат и дека со сите закани и уцени само допринесуваат да бидат пообединети и да се спротистават на, како што рече, штетниот капитулантски договор, заврши Јанушев.